Почитувам колега Чаракчиев, на градоначалниците и на общините, поради вашата неспособност им се зголемени сметките за електрична енергия от 4 до 6 пати. Бидејќи крајниот снабдувач кој што ги снабдува по цена која што нему му одговара. Но да зборувате дека имате донесено некоја одлука, уредба за кризната состојба, ни оддалеку не сте близко до вистината. Ние моравме од тепачки на улици, на јавни места да дознаеме дека се злоупотребуваат ресурсите, односно имаме пенали за плаќање преку 15 милиони евра за, благо кажено, крадење на струја од несоодветни места. За 17 дена од резервниот фонд кој што го употребивте, потрошивте 30 милиони евра. Кажете им на граѓаните дека кумулативно, во најмала рака, тие ќе доживеат ценовен шок во сметките на електрична енергија во наредниот период. Ви потенцирав, ќе се вратат 13% кои што ги скративте само по основ на данок на додадена вредност. Дополнително, од цената на светските берзи, бидејќи сте неспособни да произведувате електрична енергија, ќе имаме повеќекратно зголемување на цената на електричната енергија. Тоа е резултат на вашето владење и на оној председател на комисијата кој што вели дека наредната година ќе се намали цената на струјата. Да, ќе се намали по предвидувањето од 260 на 130 или 140, но тоа е 3 пати повеќе од цената која што до вчера ја користевме за електрична енергија. Тоа значи дека дополнително граѓаните ќе добијат многу повисоки сметки од оние кои што вие им ги кажувате и вие ги предвидувате. Ова енергетска криза извади на виделина сите оние погубни политики кои што ги водевте во изминатиот период, односно и поништувањето на тендерот во 2017 година за механизација во РЕК Битола, каде што наместо 30 милиони евра на приватни лица, односно на фирми блиски до власта, исплативте 93 милиони евра. Преку 60 до 70 милиони евра отидоа во приватни џебови кои што ќе ги платат граѓаните на Република Македонија.